Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Има луѓе што не ги држи место, секогаш бараат возбуда, секогаш бараат авантура, сакаат да бидат први на врвот. Има и автомобили што совршено одговараат на тој тип на луѓе. Мокни, но безбедни. Ја притискаш педалата за газ и пред себе гледаш предизвик што те тера да одиш подалеку, таму каде што повеќето не ни можат да стигнат. Исто како и мојот денешен гостин. Но потоа за него. Кога Toyota му го представи првиот SUV на светот, светот кажа да, тоа е тоа што ни треба. Од тогаш до денес се продадени над 10 милиони RAV4 возила. Од први во светот до најдобри во светот. Toyota е пионер во SUV сегментот. Сите останати се само имитатори, а имитацијата батка ти е највисока форма на комплимент. Моќен, безбеден, ефикасен, хибриден погон. Без разлика дали авантурата те носи во центарот на градот или надвор од него, RAV4 ќе те однесе таму. Што подалеку, што побрзо, што позабавно, затоа што е важно да бидеш прв. Прв и број 1 е и мојот денешен гостин. Исто како и RAV4, за него можам да кажам дека е пионер. Пионер на сатирата на македонската сцена, пионер на телевизијата, прв оригинален неповторлив, дами и господа, Васко Тодоров. Васе, Еј, спремен? да бе, Идам па натака. те чекам бе, 2 сата те чекам, шо спремен. Чекай бе, нели козле, јас сум тука. Па ние шо ден сме денес бе, в ствари. А кај требаше да дојдам бе? Па кај требаше да дојдеш? Ја не знам кај требаше да дојдеш, ја не знам кај да те чекам. Шо ти кажам, не знам стварно. И сега кај си? Кај си да е? Сега сум Карши К15 што отида у стечај, имаше продукција нова, отида у Стежи, стечај. знам кај е, доаѓам. Бил натамо? Доаѓам Ајде. за 3 минути. Чао. Ајде те чекам, ајде. Кај си бак? Шо бреш? Арно. Си ја мил скоро кола, а? Не само тоа, и одбрана е за тебе. Оваа да ти била пионер во SUV сегментот и ја викам пионер со пионер, 2 пионера. Ти си многу добар дечко. Како ти беше името? Жаре. А, Жаре. Да, Жаре. Ајде. Изволте. Ајде, фала. Напред, назад. Напред. Ајде. Па не си ти Киро. Па добро бе сега, да питаме. Од К15 те зедов, гледаш ете. Па правилно, па јас само тука знам да дојдам. Ти што работеше во К15? Баки, ја телевизијата. купав бурек. Ја бев шофер и купав бурек. И стално го промашав бурекот, после ме сменија, Аха. ме ставија да купам симет погачи само, пошто тука не можеш да промашиш. Да. А знаеш се што ме потсети у Австралија? Имаше Што? нешто што ти фалеше од јадење македонско? Жаре, у Австралија, да ти кажам, има тамо македонски кујни, има се живо, си прават и ајвари, и пинџури, луѓето, и ракија, и вино, имаш македонски производи, се има тамо. И тамо мислам дека повеќе македонци има него тука, Дебе? по бројно стање. Па така ќе му дојде некако од прилика. Осети барем анонимност? Пример, вака права анонимност кој што не си осетил Па валјда од... не сум осетил анонимност, види. Значи, не сум го осетил тоа, затоа што јас тоа го работам 30 години и више не знам ни кој се врти, ни кој вика, ни кој не вика, ни Аха. јас се знам со многу луѓе и овде, така да не знам дали е тоа ради тоа што го работам или ради тоа што не го работам. Не. Стварно не знам. Мора да имаш што си Австралија, Тошо, Ристо, што си им... Пази, тоа е дел од животите. Ја мислам, луѓе со роднини не се знаат толку многу колку што ги знаат Ристо, Блажо. ма види, тоа е работа, бе. Абе, дечко, как... Жар. Жаре, извини. Тоа ми е работа. Копил, оди мамо да ми земеш цигари ти дам. Не ме знае. Изгледа на гостија дое. Кога беше минатиот пат, не се сеќаваш, ама не е битно. Имаше едно така вирално видео што би се рекло ти извадија, кај што збореше за Скопје 2014. И многу го
споделува помодерно шерува и многу им беше убаво на луѓето. Сега еве, а тоа беше 2014 баш. Да. А сега сме еве 2020. Што ќе кажеш за 21? Скопје 2020? Нема ништо ново. Што да ти кажам, тогаш имаше нешто ново се правеше, јас за тоа дискутиравме сите бевме воодушевени од тоа. Да. Споменици, триумфални капи, лепота. Да. Зашто да правиме муавет? Еве едно мало потсетување на тоа. Кажи. Абе, како ти кажам, некако малку ми е избрзано тоа. Мислам дека со потемелна анализа на површината таму, со потемелно планирање, мислам дека таму има место за уште едно 15-20 споменика минимум. Кога ќе ти текне на детство, тинеџерски денови, на што ти текнува прво да речам? Жаре, значи ми текна гимназија ми е Нокина мора, блок математика, блок физика, блок ова, блок она, многу блокови имаше. Убав период, не знам што ми текна. Гитари, Не знам што да ми женски. текна. Гитара, Да. женски, Значи многу нормално, сакам да речам, не е нешто... па најнормално. Немаше мобилни тогаш. не. Имавме телефон у предсобија и сите бевме договорени. Аха, како мислиш, на пример? Сите бевме договорени 2 недели унапред. Значи знаеме кај да се најдеме, знаеме кај журката. Сега сме сите со мобилните и 200 пати ќе се чуеме и ќе се промашиме. Да. Држи телефон у предсобја со миле. Так. И Искра, кога или звони, како беше, сите се те сеќаш? зна. Искра кој излегува тие со дугме, па тоа беше Лепот. тој кој крај. State of the art. Крај. Многу. Како памтиш бе? Жари. Жаре, жаре. Ја Како те- ја памтиш тебе бе, ти се жаре? извинувам. Да, нешто. Па да ми се извини вака се ја. А ти си добар дечко, добар си. Добар дечко си. Види, мислиш дека Да, така бе. секој си се сеќава на старите времиња со позитивно и на сите секој пример, музика. Гарантирам дека слушаш од тоа време што си слушал. Никој не слуша пример на нормално. 50 години тоа што е денес модерно. Си слуша тоа што си слушале у тинеџерски Па не, години. види, така сме останати ние. Генерално, мислам, ние. Јас се персирам сега. Добро, ако Многу се поштувам сам, да. И таа музика, знаеш, гледаш го сега веро. има бендови. Абе, кај гледаш бе, ни еден бе? Кој им дава дозволени? Извини, Жаре. Жаре, да. Шо За музика. правно? За музика, да. И, значи, кој како останал со тоа? Има некој прата се, кој да пратиш, како да пратиш денеска? аха, По 1000 албуми искачаат дневно. Кој да прати кој е за тоа? тебе И модерен пејач, ај кажи, озбилно. Кој мислиш дека е најмодерен пејач? најмодерен пееш за мене е Sting. Не, а кој? Сакам да те прашам, Васе, пошто викаш сосема нормално детство, нормално ОУ, Да. основно, нормално средно, кај беше? Ѓорги Димитров. Георги Димитров и после факултет заедно со Трендо на фило... Шо, лошки? Да, Кај? на филозофски, Филозофски. социологија. Така. Социологија на филозофски. Прво бев направен. Аха, Тамо отидов на Квадрат, тамо направен го исправив го исправи така. и видов дека го исправив и после се пребацив на социологија. Отправен Со го Трендо направи тамо се исправен. најдовме, јас со Трендо сме од 87-ма. Така е. Негде, од прилика и заедно седевме у клупа. Да. Ја и Трендо. Малку сме сменети сега, Зошто? па затоа што мене ми обеле косата на него, он не е толку обелен. Знаеш дека не? Он е Точно. Не, Фантастична он е коса одличен. има. Он е одличен. Треба да го проверам да не се фарба, треба да видиме тоа. И сето тоа, значи, сосема си е нормално просечно ваму таму. Никој не би рекол дека од такво нешто би, од таков пат би искочил Тошо Малерот и такво пионерско нешто како тоа што го правеше. Долги години, 2 децени, 3, 3 децени, така. скоро 3. Шо мислиш, шо е тоа, кај пркнала работава? Од сето тоа најнормално просечно да излезе најнепросечното нешто у обликов на К15. Да ти кажам, никој не знаеше тоа како ќе излезе. Јас сум го кажал тоа многу пати, значи К15 ние го направивме затоа што сакавме да го направиме. Тоа е наш начин на израз, наш начин на хумор, на сатира, на сето тоа што го пласиравме. И К15, прво се чудеа луѓето кога се појави К15.
првата сезона, знаеш, збунете немало ништо слично пред Да. тоа. Некои со перики, искарикирано, тоа направено е за никаде, вакви, онакви. И многу поделени мислења имаше за К-15, знаеш. 10% беа воодушевени, 90% повраќаа. И после Сериозно тоа, мислиш дека најсериозно, таков не, размер? ама така беше. Не Само сериозно. 10% им се допадна на старт. У старт, зборам за За старт првите зборам, неколку да. епизоди. Не знаеш зашто те прашам, се има млади луѓе што гледаат и прават нешто и им викаат пример пола од луѓето, дете не се замарај со тоа, не те бива, не Тоа знам што. легна, ние не сме слушале никого, Добро. ние сме го возеле тоа, меѓутоа, ти кажам една работа. Жаре. Жаре. Ке ти кажам една работа. К-15 постоеше 20 години затоа што луѓето одлучија да постои 20 години. Така, Мене, така, јас така. сум највоодушевен и најголемо признание ми е што нови генерации растат со тие скечеви. Значи Тие скечеви најголемиот се снимени кейф, пред 25 години. тоа е најголемиот Како кейф. вчера, А не, не знам, пари што биле, поголемо појма немам признание. што, така? Нема поголемо признание од тоа. Не знам, Јасно. ти што викаш? Ти си бистар дечко, Жаре. Жара, да. Ја Ти викам си да се бистар дечко, напиеме ја нешто и верувам да дека крснеме. разбереш. Па хајде, А? Да Ајде. станеме. ај си изнавозивме. Вас се викаа луѓе, абе лесно е, вас си снимате скечеви, си доаѓате, е вака си се собирате. Шо е, тоа е едно од најлесните работи за заработка и плюс и пари, Па реклами. нема полесно. бе. Нема полесно. Скеч е, значи полесна работа нема од скеч. Ја не знам луѓе што се мача, што работат други работи. Стварно не ми е јасно. Скеч е најпросто. Само треба да ти текне. Да направиш сценарио, тоа некој да го изглуми, да го Така. изрежира, да го измонтира, да има поента, да има штос, да има почеток, да има крај и после тоа се пушта. Полесно нема. И телевизија да најдеш. Нема и да најдеш телевизија. Ама тоа најдеш, лесно. ме. Нема полесно. Најлесно. Ја не знам, еден пријател ми каже, он имал стовариште, не знам што. А вика, лесно ви е вас. Викам, зашто се мачите вие? Со магазинов. Соберете се два-тројца другари како ние, викам, и снимајте. Чиста работа. А книгава се да се издаде. Лесно е. Книгата еве. Значи Ти- ова, Ова е тоа. сакаш да ме прашаш нешто? А, Жаре. Жаре, да, жаре. Еве книга, бе? Книга, да. Книга, да. Ја ја немам читано, ама имам гледано. А имаш разбрано нешто од тоа? Што си гледал? Па, времето треба да покаже, пошто овде има многу големи филозофии, животни филозофии, важни работи, што мислам дека секој треба да ги знае, како на пример љубов и поверење. Тоа е исклучително важна Ја работа. ти напишав и посвета тебе, Така таму е. ти го пишува и името Жар. Жаре, да. А го има, Ти вистина. напишав, Жаре, да, бе, да. И има и едукација, има и релаксација, се има. А Кој што има разбрал. најмногу за правите фанови на К-15. Значи, за цела држава, фактички. Секој што некогаш гледал К-15, сега шега на страна, стварно, треба да си има книга и да се ја прочита, зашто ова е есенцијата на Тошо Малерот. Тоа е тоа. Све она што сме уживале со десетици години, го има сублимирано у една монологија што е издадена од Арс Ламина. И ја има кадева се? Па Арсламина, јас сум многу задоволен, он ја направи, стварно е убаво изгледа книгата, не дека е моје. Така Он е. ја направи еден производ прекрасен. Они имаат дистрибуција, јас имам договор со нив, они се таа е многу реномирана издавачка куќа. Профи. Имаат во Сити Мол, најпрофи, светска Така е. приказка е тоа. Сити Мол, имаат Буњаковец, имаат на улица Македонија, имаат книжари, има онлайн некоја варијанта за продавање и така натаму. Тоа овие помладиве генерации сигурно ќе сакаат онлайн, зашто се така навикнати, ама сите што гледале К-15 и што гледаат и сега, зашто кој што кажа сам, значи К-15 се гледа до ден денес, луѓе што не биле ни родени, најверојатно не биле ни испланирани да се родат кога идело К-15, сега се веќе фанови и мислам дека треба да се има монологијава на Тошо Малерот. И баш ми е драго што книгата моментално е најпродавана во Македонија. А искрено да правам, очекуваше дека нема да биде? Да ти кажам, Или не се види, оптоваруваш сега да со не тоа? без и со лажна скромност и без лажна скромност, значи не знаеш. Да. Луѓето како ќе прифатат тоа. Јас го направив ова, со Ерсламина го издадовме, го направивме ова се и многу ми е драго што многу млади деца ја купуваат книгата. Јас сум бил неколку пати, ми поканиле да потпишам Да, така. посвета таа тинејџери што нешто не биле родени, не биле планирани. Да.
тогаш и после тоа ми е најголемо признание. Не за мене, за сите нас. Ова е К15. Точно, Апсолутно. точно. Така е. Ништо, купете си ја Арсламина и на интернет и, како што кажа Васко, и во вие фронт стор, што викаат во Австралија, у продавниците. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф пелет за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ве очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батеријски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. Девалт, гарантирано мокни.
кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Од каде доаѓаат прекрасните бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за Бусто XXL круасани. Имаме дури и 8 различни вкусови. Има и за најпребирливите. 8 вкусови? Тоа го нема никаде. Но Бусто круасаните се разликуваат по многу други работи. Например, знаевте ли дека Бусто круасанот се полни на 6 места, за разлика од другите круасани кои што се полнат само на 2 места? Бабачко, веднаш стигнуваш до сладкиот прекрасен вкус. Ням. Македонски. А светски? Не се мисли. Пробај ги. Вечерва напите се чај за добра ноќ. Шолја чај за добар крај на денот. Секако good nature, чај за добра ноќ. А седењето дома може да биде досадно. Треба да седиме дома, но воопшто не ни мора да биде досадно. Јас, например, годинава станав многу добар готвач. Станав многу подобар готвач. И пробав еден куп рецепти, а како секој искусен мајстор и јас веќе си имам омилени состојки кои никогаш не ги менувам. Ако ми треба брашно, например, моето брашно е кадино. Број 1 во кујната, моето брашно од кадино. Пасе, ти со сите си некако со многу должно почитување. Пак да свртам ја на сериозно темава, ама сум имал прилика и да седам со тебе на повеќе места, дури кога некој ќе ти приде со малку на начин друг би реагирал малку поостро, а ти никогаш во живот не сум те видел, ни па сум чул од некој да каже дека си избувнал, некому сум му рекол погрден збор и слично. Секогаш си бил така, цел живот? Нема зошто, затоа што луѓето сите сме ние луѓе. И на било кого ако му придеш на дур, што викаме ние, негативно и така натаму, ќе добиеш фидбек негативен. Ама како Јас немам прв проблем трга со негативно? тоа. Не трга никој, со мене никој не тргнал негативно. Тоа не ми се случило сега. Ти си прв. Жаре. Жаре, да. Ти си, нема бе вака да ми правиш муавет. Зашто вака? Никој не ми дошол со негативна енергија. Луѓето без разлика дали ми се пријатели, дали ме знаат од тоа што го работам. Мојата работа, телевизиска и така натаму, дали го знаат, дали сака да разговара со Тошо или со Васко или со Ристо или со не знам кој. Никош не сум имал лоши контакти и лоши моменти и лоша енергија во ниедна комуникација со никого. Добро, ама користиш многу еуфемизми. Тоа, значи... Еуфемизми, јас не само, и ти треба да користиш Треба. тоа. Треба да користиш тоа. Овде има убави Се еуфемизми научите. во монологијата. Па овде нема баш еуфемизми. Има. Има? Има. Ова 90% еуфемизам, да. Еуфемизам ти е културен израз. Ти нема да кажеш дека Васко лаже, него ќе кажеш дека Васко тоа што зборува не е во склад со вистината. Например. И Васко така нит ке се навреди, нит Да, нешто и лошо нема ке да свати. кажеш дека и дека Васко краде, ќе кажеш дека Васко се стекнал со имотно материјална парична, да не знам што, на не баш легален начин. Или Тоа е го еуфемизам. И ние насомнително. користиме тоа. Да. И треба да се користи. И треба се користи. И треба се што би се користи. случило Тоа е култура цело Скопје, да речеме сега, ако почне да користи еуфемизми, ќе бидеме малце посрекни кон нација, по-добро ќе ни оди животот, бизнисот, не? Па не знам дали ќе ни оди по-добро, ама ќе биде поелегантно. Аха. Кога ќе се вреѓаме, нема да има вулгаризми толку. Што е важно. Па да, тоа е тоа. Знаеш, ние нема да викаш не за ќе викаш не се шегувај со мене. Така. Така и по другачие. Така, на друго ниво е. Апсолутно. Има едно местенце у Америка во Пенсилванија, се вика Розето. Тоа е од имигранти италијански. Од малечко место кај Фоџа, исто се вика Розето. Си Да. отишле таму, си го крстиле Розето. 3-4 илјади жители.
И има направено истражување медицинско, увиделе дека никој не умира од срцев удар, од собраќајка, од так, све од природна смрт умираат. Грото, нормално не се Релаксирани луѓе. Не знаеле од што, земале пошто тие се емигранти живеат на секаде низ светов, нивни роднини, нивни посмртници анализирали слично, они умираат така од стрес, од холестерол, од ова она, ама овие што живеат во розето, иако се роднини, си умираат природна смрт. И заклучиле луѓето дека тоа мора да е поради убавиот живот таму. И почнале да анализираат и увиделе дека луѓе си одат кај соседи, дека си се викаат едни со други, дека нема никој што е најбогат у местото, горе-доле дека се сите средна класа. Веруваш у такви работи? Верувам. Да. Па така беше порано кај нас овде. Која беше бившата таа Југославија. Така беше овде. Немаше разлики, сите живеевме некако, немаше некој, како да ти кажам, ти да излезеш вечер со 1000 евра, јас со 100 денари, немаше такви разлики. Може ти да искочиш со 500 денари и јас со 600. И тука сме негде. И тоа се, паси, тоа не е само до парите. Целата приказна се е тоа новиот начин на живење ги смени тие работи и јас не можам да дам дефиниција и не знам, пробам да проанализираме, нели, да гледаме што се случува. Тоа се нови текови. Генерално имаш нов начин на комуникација. Ти кажав преска, у кола, имавме еден телефон пред собија. Сега на вие нови деца да им кажеш дека немало интернет и немало мобилник и те прашаат од која пештера си ти дојдан овде бе, уствари. Така е. Така ќе му дојде. Ви, на нив им е добро, ама знаеш, вие деца не знаете колку беше убаво. Не ги занима, они не знаат колку било убаво. Така, не виделе. Како на нас, нашите родители што ни викаат, вие врска немате. Никој бевме тинејџери исто. Врска немате вие у наше време, знаеш колку беше добро. Нема везе. Ама назад нема. Еволуцијата нема назад. Си тера, си вози, се си окей, ова некој преоден период, ќе си добие нови вредности, нови параметри, нови начини на функционирање, се. Ама како совет од човек што си поминал, знаеш, ти си сепак редок спесимен на човек што и бизниси правел, и бил и селебрити, значи си осетил буквално многу работи што ретко кој ќе ги осети некојаш у животот и убаво е да чуеме мислење. Например, што мислиш ти филозофски, а и ете баш кај по образование си тоа. До кај оди желбава на човекот за повеќе, за поголем успех, за повише пари, за поголема куќа, до кај оди тоа? Тоа зависи од човекот. Сите сме ние различно избаждарени. Жаре? Жаре, да. Да бе, Жаре. Добро ти е прашање во Жаре, да, ти си добар дечко. Сите сме ние различни. Секој кој што го исполнува. Знаеш како, вика пари, сите сакаме пари. Ама знаеме луѓе што сите сакаме пари и сега мене кога ќе ме прашаат зошто се парите, викам мене ми се парите да си ја купам слободата и независноста. Мене парите не, за некој парите, да. Мене јас со парите не гледам моќ да владеам, да имам поданици. Знаеш зошто? Затоа што најбитно во животот ми е да знам дали некој седи со мене затоа што сака или затоа што мора. Ти имаш ти фирма и се некој сака сакав да има фирми, компанија, не знам, држава, империја, што да е, и сега тие ќе дојдат, ти ќе ги викнеш и они ќе дојдат тука сите. Кај ќе одат? И ти ќе трешеш глупости, они ќе се смеат сите на тоа. Ќе ти викаат, леле, колку си духовит, овако нешто не сме чуле, и ќе паѓаат у несвес, а ти појма немаш они зашто седат овде. Тоа е тоа. Некој го занима моќ, сака да владае, некој сака да иде со 20 души обезбедување. Тоа го исполнува. За мене тоа е многу тажна прича. Зошто? Затоа што јас сакам да отидам сам било каде и да испијам едно пиво негде, сам. Јас немам проблем со никого. А некој го исполнува тука да се расчисти ова се. Угледам овој хотел, панорамика, изванреден. Секоја чест за новото студио, да пофалам се и сега треба да дојдам јас овде со 15 коли
и да расчистат све тука, да сите да ги избркаат, за јас да испијам некое кафе и да си одам. Некој тоа го исполнува, мене тоа не ми исполнува. Јас можам да отидам кај сакам из градов, имам еден куп пријатели. Да. Има градации, некој го исполнува довде, некој довде, така? Некој довде, Што некој мислиш, до од каде каде? доаѓа тоа, од дома? Како Не е знам воспитан? од каде, Што па мислиш? не знам, стварно не знам. Јас сум и социолог и види, многу има теории на таа тема, нема, тоа е жива материја, значи нема некој што нема скрипта. Нема за тоа. дефиниција. Па нема. Најди си до кај те и почитувај го тоа. Секој со концептот, знаеш. Да. Колку ти е доста. Знаеш што е најтешко е на човек Добро. да му кажеш, да му го даеш ти што сакаш да имаш во животот. Дај му лист. Добро. И напиши на листов колку стан. Сакаш 20 станови да имаш. Добро. 10 куки, 200 дуќани, толку пари 5 у банка. милиона, 100 милиона, вакви милиона, онакви милиона и потпиши се овде. Добро. И брод сакам да имам, хеликоптери, Rolls Royce, не знам што сакам да имам, и он не знае што сака да има. И тури потпис. Потпиши тука, толку. Ајде. Нема крај тоа. Тоа е веројатно некоја, како дрога е тоа нешто, знаеш. Сакам да имам ова, што сакаш да имаш? Се е во ред, на сите ни треба. Ти у време кога и си имал и свет, ти не си живеал Види, ние развратно и не знам како. ние не сме имале големи пари никогаш, ние сме били со кредити, К15 продукција, ние сме со кредити, ние сме зимале некакви плати, сме имале коректна живеачка. Си можел да ѓуриш. Нити сум можел да ѓурам, сум можел да седнам, да си направиш кеф. Да си направиш кеф. Зависи кој како му е избаждарен мозокот. Има луѓе што, знаеш, најбитно е да знаеш колку ти треба. Што ти треба. А тоа е, знаеш, тој е сфингер, анус се вика. Добро. И тој е мускул. Така. И се шири. А има некој одгоре гледа и како се шири за да знае со кој фи да те испоштуе. Да те испоштуе. Така е. Во се овде имаме блиц прашања. Треба да ги одговараш брзо. У што би сакал да си подобар? У скијачки летови. Да, ја имам излетано на планица 260 метра, сакам се 265. Одлично. Излетам, да. Нешто што не е вистина, си го чул како муавет за тебе. Било што што сум чул за мене, може е се вистина, јас сум изветрен и не памтам. Од кај да знам? Се е битно. Имаш ли симпатија од тинеџерски денови, што е позната, некоја што ти била певачица, глумица? Како немаме, како? Ми имам поише симпатија. Прво ми беше Софија Лорен. Ето. Ама после ми беше, како се викаш... XU или... А последна ми, не, а XU, сите се XU тие. Софија Лорен е XU. И Моника Белучи е XU. И... Имам уште неколку... Ама тој Само шаблон. па не ми текна на црно... името, јас гледаш тебе двајта Жаре, да, па не може. Која ти е омилена пцовка? Омилена? Да, за користење. Пцовки, па преска правевме му за еуфемизам. Ако бе, а за слушање омилена пцовка ми е, сакам да водам љубов со мајка ти. Така. Еуфемистички. Така, одлично. А може ли ја да водам љубов со сестра ти и со мајка ти? Од кого си се израдувал многу што го запознаваш најмногу? Значи, нај. Најголемото воодушевување ми беше, јас сум гњурец, иначе имам друга професија. Да, имаш еден филм. Знаеш, имаме филм. Океаника на YouTube го има, може да го видат. Убав е да го пуштат на телевизор, ага и да се уживаат. Таму се запознав со еден лик што се вика Андре Лабан. Тој е главниот снимател на Жак Ив Кусто. Так. Жак Кусто, вие сте помлади, не знаете, тој е наш, тој е гуру. И гњурачки бог, и на гњурци, и на документарци, и на се. Сега ова Discovery што гледате, тој е првиот Жак Кусто. И бродот што му се викаше Калипсо. Јас го пратив мојот филм у Киев, Украина. Има таму интернационален фестивал за
подводен филм из фотографија, се вика Silver Shark. Така, изеде прва И награда. таму добив специјална награда за камера. И наградата ми ја додели тој лик 85 години, Андре Лабан. Јас доаѓам и он ме гледа, викам, јас сум тој океаникар нешто, викам, филмов. Јас сум Васко. Баш така. И он не ти рече како ти И рече он ме името? гледа, не, он не ми рече како ми беше името, пошто нема потреба да ми вика. Апсолутно. И само ми пружи рака и ми вика, мали, добар си. И јас тука се помочав нормално. Од среќа и од таква престижна приказна не ми... Тие се гуру. У шо си најлош? У све. Шо си најлош. Може ли уште едно кафенце, уште едно чајче и чајни колачи со чајот Бусто? Во кола спомнавме малку и сакам да те вратам на тоа. Ето од се просечно нормално, ништо нема австралици што викаат out of the ordinary, а сепак стига нешто многу необично кога што на крај ете завршува и со судбина ли е тоа или не, што мислиш? Па не е судбина. Ова го направив јас. Зашто сакав да го направам сега. Судбина ли е? Много ти си... Полна ми уство. Жаре. Жаре, да, жаре. Жаре, бе, жаре. Да. Извини, вака не. Многу ти се филозофски овие прашања. Судбина е, види. Сигурно има нешто што не предодредило. Добро. Ајде, дај некој друг збор, бе. Убави се овие збори, не предодредило, значи Нешто ништо што не е што ти го случајно. трасирал патот? Што ти го трасирал патот без ти да знаеш. Добро. И без ти да сакаш. Има нешто. Има. Не е се само по себе. Е сега тоа нешто Има ме нешто. потсети на она... Судбина ли е? Се е судбина. Дај Боже да има... Дај Боже да има Господ. Да, тоа е мој графит. Многу убаво. Дај Боже да има Господ. И сега види, има некој ред, веројатно, негде. Јас сум... Сега сакаш да влеземе у теизам, у Ако бе, атеизам малку. нормално. Ќе влеземе, не, јас сум 50-50 со таа приказна. Мене нешто ми фали у таа приказка. Много. Епа, тоа е мисли... Дека се споиле два органски молекула. Добро. И летале, им станало досадно и се споиле у ДНК. И после настанал слон. И око и све тоа. Добро, нема грешка. Нешто ми фали мене у таа прича. Али сме 50-50. Нити бранам теизам, ни атеизам. 50-50. Кога гњуриш си поише на оваа или оваа страна? 50-50. И Цело таму? време сум 50-50. Зашто Ја, таму кога е- ѓурев посебно, таму е кога викам, друг нешто универзум. овде фали у приказната. Нешто фали дефинитивно. Само по себе. Некој тоа го цртал таму, има нашминкани. Зашто викаат за убава женска добра риба? Зашто? У жаргон. Па треба да видиш како изгледаат тие доле. Тоа некој го цртал. Нашминкани, бе. Металик. Такви бои немаме ние сувоземни овде. Сите сме гледале, пази, јас тоа сум го видел со мои очи под вода. Сите Discovery имаш милиарда филмови под вода, лео со такви бои немаме ние сувоземни. Имаш жута металик, имаш тегет металик, имаш пресечена на пола рибата, па косо, па некој, па... За тоа Браво. гњуриш? Пример, кога ќе ти рече некој, зашо гњуриш? Не, па да. Зашто гњуриш? Сега века зборат под вода, ја порано кога ме прашуваа, вика зашто гњуриш? Викам прво, викам под вода сите ќутат. Никој не ти досаѓа. Никој не го тупи. Никој не прашува. Второ, викам нема гравитација, левитираме, викам. Без тежеско Најубаво. стање. Да, и трето, викам има многу добри риби. Не знам дали си Најбољи бил. риби. Многу добри риби има. Има. Те фатило никогаш страф онака? Не, Пошто па тоа- не. Ама нели е тоа Не, баш и нас- така адреналинско? Гњурење, нуркање, сега е малку литературно да фатиме. Па имаш нуркање навечер. Екстремен спорт. Кој ништо не се гледа. Навечер со ламби доле, апсолутно. Тоа е најубавото гњурење е тоа, најубавото Поубаво нуркање него е тоа. денски, викаш. Дефинитивно. Друга магија е тоа. Значи види, на сите ние што одиме под вода, ни фали помалку нешто у главата, иначе не би оделе. Тоа од екстремни спортови е прв на топ листа. Така го ставаш? Не го ставам така, така е ставен.
Добро. Не го ставам затоа што тоа не е наша средина. Не сум читал, не знам. Доле се гине за секунда, за пола секунда се гине доле. Екстремни спортови број 1 е скуба. Имаш некое место што ти е најфаворит? Па како немам кај што ми е снимен филмот. Тој Така, Кулебра. тоа е тоа? Тој е Бермудски триаголник. Тоа е остров еден мал. Јас го дознав од е мој пријател, ѓурец американец. Што јас за дайв мастер полагав Ки Ларго. Добро, Флорида. да. Флорида. И он ми го каже, тоа е Бермудски триаголник. Бермуда триаголник. И 40 на километри од Порторико и таму го снимив ја тој мој филм Океаника. Ти значи колку пати си бил таму? Па на 4 пати по месец и кусур. И Да. ти живееше со локалците таму и јадеше со нив, се дружеше. Дефинитивно. Што прават таму луѓето, пример? Уживаат, убави луѓе има сегде. Таму како е? Има богаташишта Има едно и... мало место, ја таму отидов прв пат 97-8. Добро. И има едно мало село, не е ни градче, тоа се вика Дуи, уште Дуи не постоеше овде. А таму имаше Дуи. Таму се вика Дуи, да. Фернандо Дуи, некој адмирал. Сигурно има и некој Али, да ти Не, кажам. има Дуи, така се вика местото, се вика Да, бе, Дуи. добро. Дуи не постоеше овде, 98. Се зезам малку да го свртиме и што имаш у Дуи? убави локалци, ништо нема. Тие се сите рибари, издаваат соби и тоа е туристичко некое место, мало местенце, со послуги, гранапи, како сегде. Те привлекол некој што жива да си речеш ја ќе се оцелам на некое вакво место? Знаеш, многу луѓе така викаат, Па преку не. глава ми е да ме код све овде, како не си имам некој куќаре некаде на некој островче, да си имам шанкче, да си работам. Ова е тоа, јас не бев спремен за тоа, затоа што бев, знаеш како, ние сите фантазираме, јас сум бил на тие, имам фотографии, тие најубавите плажи, нели, тие постерите дома што ги гледаме, Палмата, Песокот, Тиркис, Хамоков се, Бодерек Миша. треба да помине само, Кај и бе? Лавот, кај да, ќе помине, добро. И ќе поседиш тамо недела, 2-3 месец, немаш приказка. Тоа може на стари години, ако сме живи, на некој стари, ја да не се правам многу млад, стари у пензија и нешто даде, као што викаме овде. Абе, ќе идеме у планина овде, остај ги тие плажи таму. Ќе идеме у планина горе. Земе, ајде да идеме. Сакаш да пробаме? Недела, 2. И ќе се обесиме таму. Нема. Ние сме градски луѓе, тука уште ти фали тоа. Еј, до тука ми е ова, до тука. Аби, иди. Иди, ќе ти снема леп и треба да палиш кола 2 дена да возиш. И така натаму. Не зборам само за набавки, него генерално како начин на како Све е концепт на по-лајк, живот, по-мирно, како концепција, се е мирно тоа, се е фино. А ти сакаш малци акција. Тоа кога Добро ќе ни ми е. висне газот, Е. земеш мотиката, дворот, патлиџаните, кокошарникот, шарпланинецот и Живеј. и диши. Ти си добар дечка. Жаре. Жаре, да, жаре. Знаеш од која не сум видел ова? Овие знаеш и како да сум леко. Чајно колаче, сакаш за дома? Ау, сакам. Има баци. Ефтино ги давате? Да, бе, Фала. да. Бусто се. Бусто чајни колачи има да има и тоа, има и други некои работи. Ево, отвори ги, баш види. Слушај, која више даваме, ќе ти даваме. Поклон од ПКБ-та, прва македонска премиум паштета направена од ПКБ-ско ова со традиционален и со пикантен вкус. И ова се ова е стандард кај нас. Те оставаме со најдобрите good nature чаеви. И тоа Алкалоид. ќе си носиш дома. Алкалоид, Ова здравето е пред се. класика. Вие сите Много треба ти да фала. знаете Много ти фала. дека Тошо Малер од монологија го има во Арс Ламина, сите продавници и на интернет, да се купите, секој фан на К15 треба да ја прочита оваа книга и да си се подсети да си има во библиотека, зашто тука е најдоброто од Тошо Малерот собрано во една книга. Мене не ми останало ништо друго, туку да му се заблагодарам на нашиот денешен гостин. Како ти беше името? Васко бе. Како? Васко, Добро бе. да. Сви. Извини вака. Кажи. Ти кога викаш гости, знаеш кого викаш? Не ме знаеш мене, ја кој сум? Ти ме знаеш и мене, ја кој сум бе? Ти кој си? Да. Немам поја. Како бе не ме знаеш бе? Знаеш, со еден куп луѓе се поздравив пред како влагав. Само овој не ме знае.